Иако постои оптимизам дека 2022 година ќе донесе закрепнување за туризмот, сепак хотелите за овие божикни празници повторно ќе бидат полупразни. Некои дури и нема да работат воопшто. Има по некој гостин од соседството, но процентуално исполнетоста во поголемите хотели на Охридско-Струшкото крајбрежје не е поголема од 15%. Хотелите земаат кредити за да обстанат во овие неколку месеци следни што се, со оглед на тоа дека сите се надеваме дека од таму втора половина на март и почеток на април дека ќе можеме да вадиме трошковите. Во моментов нема вадење на трошкови, значи во моментов е загуба од тие денови што беа околу Нова година, исполнетост имавме само 30%, која беше премала за да очекуваме некаква заработка. Со оглед исто така дека енергијата ни е поскапена многу, платите секакви што се многу од колегите имаат во овој период испуштено и на 70% плата, значи некако само да се преживее. Месеците февруари и март ќе бидат мртви месеци за туризмот и оваа година. Дополнително загрижуваат бројките на ковид болни кои се повеќе го најавуваат новиот бран. Најпогодени ќе бидат зимските туристички центри. Овие месеци јануар, февруар, март, како што спомнавме, се мртви месеци и ние до крајот на јуни сите хотели општо имаат минус, па тек после изработуваат јули, август, септември да дојдат до некаква позитива и да може да обстанат до крајот на годината. Охрабрувачки податок за хотелите се резервациите за свадбените прослави за летото. Во голем дел од хотелите и во Охрид и во Струга нема воопшто слободен термин за свадба од јуни до септември. Охрабрува и тоа дека неколку туроператори се уште ги чуваат резервациите за летото.